Неприфатливо, неразумно и надвор од основниот принцип за почитување на меѓународното право, ја оцени министерот за надворешни работи на Република Македонија неодамнешната изјава на грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос за позицијата на Грција за Ерга Омнес и по последната рунда разговори за името. На ваков тип на аргументи и многу одлучувачки луѓе во земите членки на НАТО и на Европската унија не можат да останат индиферентни и сметам дека ова нема многу позитивен одек на многу места и надвор од Македонија, каде што едноставно може да го квалификуваме како неприфатливо, неразумно и надвор од основниот принцип за почитување на меѓународното право, нагласи Никола Поповски. Во однос на изјавата на Венизелос, кој нагласи дека Македонија има многу поголеми проблеми отколку името, како што се меѓуетничките прашања, владењето на правото или односот со Бугарија, Поповски дециден дека тоа е одраз на една ситуација во која Грција јасно на ниво на политичко водство има други приоритети, сака да го избегне, односно да не се занимава со прашањето за името и најдобар начин за тоа е барањето аргументи на други места. Последната рунда разговори за името во Њујорк уште еднаш покажа дека Грција не сака решение, туку пролонгирање на спорот, што е можно подолго. На медијацијата на Метју Нимиц треба да се стави крај бидејќи е неуспешна, а спорот треба да се врати пред Генералното собрание на Обединетите нации, изјави првиот медијатор во грчко-македонскиот спор, амбасадорот Робин О'Нил за програмата Гласот на народот. Средбата во Њујорк минатата недела само уште еднаш покажа дека владата на Грција не сака да го реши ова прашање, туку да го остави нерешено колку што е можно подолго. Прво бидејќи Грција признава дека единствено долгорочно решение е Македонија да биде меѓународно признаена под своето уставно име Република Македонија. Таа сака да го одолговлечи тоа колку што е можно подолго. Второ, секоја грчка влада се плаши од домашната политичка непопуларност доколку биде поразена во спорот за кој се бореше толку долго и покрај фактот дека употребата на уставното име од страна на Република Македонија уште од низината независност во ниту еден случај не е нанел штета на Грција, ниту внатрешно во границите на Грција, ниту пак на меѓународно ниво. Мојот совет до владата на Македонија е да прифати дека процесот на преговори со Грција за изнаоѓање на компромис никогаш нема да доведе до решение на проблемот. Затоа, сега таа би требало да води поактивна политика на меѓународно ниво, особено во Обединетите нации, нагласи О'Нил. Највисокиот приоритет во безбедносната политика за што постои јасен консензус кај сите политички субјекти е интеграцијата на Република Македонија во Европската унија и во НАТО, покажуваат резултатите од направеното испитување на Факултетот за безбедност Скопје пред одржувањето на самитот на НАТО во Велика Британија за мислењето на граѓаните за безбедноста и безбедносните закани по државата. Со испитувањето биле опфатени 1167 граѓани во 37 општини во Македонија на возраст од 18 до 66 години. Над 81% од испитаниците се изјасниле за членство во НАТО, а само 19% се против интеграцијата на земјата во Северноатланската алијанса. За разлика од НАТО, над 68% се изјасниле за, а 32% против зачленувањето во Европската унија. Министерството за образование и наука веројатно до средината на декември ќе одлучи и ќе објави дали ќе има државен испит за студентите и во која форма. Ресорниот министер Абдилаким Адеми за тоа прво ќе дискутира со универзитетите и студентите. Лично, вели, повеќе сум наклонет да има, но не зависи само од мене, туку од повеќе фактори. Ако се одлучиме да има, тоа мора да биде без да се наруши автономијата на универзитетите, без да се загрози болонјскиот процес и без да има дополнителен товар и за универзитетите и за студентите, изјави Адеми. Подпредседателот на Европската комисија задолжен за енергетика Марош Шефковиќ изјави дека Европската унија не гледа каква дополнителна полза за Европа би имало со планираниот гасовод Јужен Тек. Шефовиќ не гледа полза од гасоводот за Европската унија, како што вели бидејќи гасот во него е од ист руски извор. Тој предупреди дека не е можно да се реализира таков значаен проект, а при тоа да не се почитува европската легислатива.